Друштвото на ликовни уметници на Македонија однеодамна има едно раководство. Токму тоа е една од причините што денеска разговараме со председателот на Друштвото на ликовни уметници, господинот Филип Видановски. Најнапред, добар ден и благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас за поканата. Како што споменав и во самата најава, вие сте однеодамна председател на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Може ли нешто повеќе токму околу вашата нова функција за почеток на интервјуто? Со каков жар и со каква желба ја прифативте оваа функција? Па добро, не ми е непозната функцијата, од причина што јас долги години бев во управниот одбор на друштвото, кога беше председател тогаш Тања Балаќ, така да знам како тоа изгледа и еве сега се вратив, се активирав. Сметав дека е време да нешто повеќе придонесам за македонската ликовна уметност, за друштвото, за општеството во Македонија целокупно, за живењето на овој град, за културата на Република Северна Македонија, така да се надевам дека ќе успеам во тоа. Тоа беше иницијалната каписла на она зошто јас се кандидирав. Тоа наистина еден голем предизвик, ако се прашувам јас, имајќи го во предвид она што неодамна на пресконференција го обелоденивте со какви се потешкоти ова друштво функционира долги години, ќе имате навистина голема работа и тежок пат пред себе во изнаоѓањето пред се на просторот кој што ви недостасува за да функционирате онака како што треба да функционирате, потоа во обезбедување на финансиски средства, млади уметници, ќе го направите ли сето тоа? Па се надевам, затоа сум тука, нели? Затоа се решив на овој предизвик. Па уметникот не би бил уметник ако нема предизвик, нели? Така е во уметноста, така е во животот, впрочем така е во сите делувања на општеството. Да не заборавиме дека овој предизвик го делам со сите претходни председатели на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, со тоа што да напоменам дека друштвото постои 73 години, за 2 години правиме 75. Драго ми е дека тој јубилеј ќе е во мојот мандат, не знам, заслугата највеќе за тоа што е длум е на оние доајени кои што го основале со една прекрасна цел да ги обединат сите уметници на едно место и бидат нивна закрила. Таа нивна идеја и тој нивен мотив и мене ме води. Впрочем, во тоа време они имале една прекрасна галерија под тврдината Кале, се викал уметничкиот павилјон на длум, каде што во тие времиња оние генерации кои што се сеќаваат знаат дека биле направени огромен број успешни и прекрасни изложби како на македонските автори, така и на странски автори во Македонија. Подоцна, кога е загубен тој простор, длум има добиено простор во градскиот трговски центар и јас се сеќавам на тој простор, иако сум релативно млад, барем така се сметам, дека се уште сум млад, и јас се сеќавам на тој простор и на тие изложби. Се сеќавам на една изложба на покоен Мазев, точно во тој простор, беше спектакл, делата беа надвор од галеријата изложени, бидејќи беа по огромни димензии, но одличен простор во кој што функционираше Друштвото на ликовни уметници, се правеа прекрасни изложби. И цело Скопје едва и чекаше да дојде на тие изложби во галеријата на длум. Подоцна длум добива нов простор, кој што е во дипломатската зграда кај Нова железничка, и сега денеска се наоѓа канцеларијата
без свој галериски простор, длум во Домот на армијата. Така, таму сме имале можност да присуствуваме и ние, сме имале можност да снимаме и дел од вашите колеги токму во тој простор. Знаеме за каков простор станува збор, но вистина јас би рекла, јас сум зборови несоодветен за она што би требало да го заслужувате вие како... Као за канцеларија и е соодветен, но не е соодветен да, нели, таму се чуваат уметнички дела, да таму вие примате гости од странство кои што доаѓаат и така натака, а камоли па да некоја изложба. Затоа ние имаме институции кои што му искачаат во пресред на друштвото со отстапување на термини и простор во нивните куќи за да можеме друштвото да ги реализира изложбите, успари за она што во суштина и друштвото постои. Така, рековте пред малку со нетрпение цело Скопје идва и чекаше изложба за да дојде. Дали се уште Скопјани сакаат изложби и со нетрпение ги очекуваат? Не знам. Имате ли впечаток дека се променило нешто на таа? Па имам, ама на полошо. На полошо, за жал. Денеска имате наплив на уметност од секаков тип. Имате настани секојдневни. Значи, секој ден има по некоја изложба. Некој уметник. Порано се знаеше, кога правеше друштвото на ликовни уметници на Македонија изложба, тоа беше празник. Се собираше целата фела, одеше на изложба, па рачунајте сега кога колку уметници се, сите кои ќе отидат со уште по еден, двајца, па каков митинг станува таму. Денеска тоа го немате. Денеска веќе изложбите не се за вие да, не знам, покажете некаква врвна уметност, него е тековна уметност некоја. Јас немам печаток дека има печаток уствари дека изложбите се прават само колку да се направат, а не да постигнат некаква цел и да покажат некаква идеја. Се помалку се такви идејни, квалитетни изложби. Тоа беше еден од предизвиците. Со тоа и ќе го докажеме сега со првата изложба на длум современа скулптура, ќе го и со втората поместени граници, дека новото раководство на длум едноставно претендира да покаже врвна, квалитетна уметност на ликовната сцена во Македонија. Така, би сакала малку да позборуваме и за членовите на длум. Има ли млади уметници кои што би сакале да бидат дел од длум? Има млади уметници, но не знам колку сакаат они да станат членови на длум. Вика, што ќе ми дадеме на длум? Јас им одговарам, па ќе ти даде простор да се покажеш пред јавноста. Нели, тоа е функцијата. Значи, на групните изложби на длум да ги покажеш своите дела. Но при тоа има еден уметнички совет кој што ги селектира тие дела. Дали се соодветни за изложбата или не се соодветни. И тука авторот треба да биде прво самокритичен спрема самиот себе кога дава дело за некаква изложба. Поготово каде што дел од тие изложби се селективни. Значи, уметнички совет, тоа се автори, тоа се имиња на нашата ликовна сцена, кои што едноставно имаат изградено критериуми и сваќања за ликовната уметност, имаат кредибилитет да оценат нечиво дело. Дали може да влезе во изложбата, дали влегува во концептот на изложбата или не влегува во концептот. И тука сметам дека ниеден од авторите не би требало да нели настапи со своето его и суета кога би бил одбиен. Затоа што јас сум конкурирал на многу светски изложби, сум бил одбиван. Никому ништо. Моето размислување за тој начин на селектирање на дела за одредена изложба е, и доколку бидам одбиен, дека треба да се
трудам да бидам подобар следниот пат, со поуспешно уметничко дело, со покреативен дух, за да влезам нели на некоја изложба. Па и кога ќе влезам на некоја изложба да учествувам, ќе ме примат, ми дава поттик, значи добар сум, ама да бидам уште подобар. Јас така ги сваќам тие работи, но за жал имам впечаток дека во Македонија не се сваќаат така. Така, можеби ќе се сменат на подобро и секако нели со ваквите ставови кога ќе се прошират и кога ќе се слушнат на секаде. Што е она што највеќе ги мотивира уметниците, ако се тргне настрана финансиската придобивка од изложбите? Има ли финансиска придобивка? Дали е лесно да се биде уметник во Македонија? Се живели од уметност? Или ако се тргне тоа настрана, што е она што ве држи мотивирани? Мене ме држи мотивиран цело време тоа што сум ја, нели? Затоа што имам неприсушен извор на идеи за да ги реализирам. И јас ги реализирам лично за себе, говорам. Мотивацијата од една изложба. Видете, порано имало пракса во Македонија, кога уметник ќе направи самостојна изложба, да помине комисија од повеќе институции и да му откупи едно уметничко дело, дали за Националната галерија или за Музеот на современа уметност. Нели? И секогаш, зависно каде ја правите изложбата, нели, институцијата ви откупува едно уметничко дело и етеа сатисфакцијата на уметникот, нели, да ми откупите, ама при тоа да не се пазарите за цената, пошто уметникот најдобро знае колку му чини тоа дело. А кај нас еме пазар, никој не купува. Катастрофа. Се обиде Министерството за култура на неколку наврати да направи откуп на дела, као мерка за стимулација, но не мислам дека успеа во тоа. Не мислам дека успеа, бидејќи пак во колекциите и на Музеот на современа уметност и во Музеот и во Националната галерија има една голема дупка на ликовни уметници кои што немаат своји дела во тие колекции. За жал, мислам дека треба да се врати таа практика. При секоја самостојна изложба на еден уметник, институциите да откупат по едно дело, тоа да биде сатисфакцијата која што ќе го натера уметникот утре ден да направи подобра изложба, поквалитетна изложба, па на крај краишта тоа се парите со кои што ќе ги вложи и понатака во својата уметност, нели? Но при тоа да не се пазарат со уметниците. Бидејќи, ако е така, тогаш ќе ги уметноста ќе ја продаваме како чевли за 99 денари на пазар. Што не смее да се дозволи. Покрај институциите се случува ли интерес од граѓаните за купување на дела од изложбите? За оние изложби или кои што се од продажен карактер? Немам таков впечаток дека граѓаните можат, кој ќе земете каква е целокупната ситуација во државата и куповната моќ на населението, бидејќи сите сме социјалци на некаков начин. И јас као професор, нели, кој што работи во образование, се чувствувам како социјалец со мојата плата, па ја не можам да си купам, да си дозволам да купам уметничко дело на мој колега, а тоа ми се допаѓа и сакам да го имам, нели? А да не збориме за останатите. Па не знам, излегоа нови трендови на канвас, печатење за ефтини пари, репродукции, така натака. Ја гледам, хотелите се преплавени со репродукции од Ван Гог, од Пикасо, од дела што зошто да не купат од македонски уметник? Зошто мора тоа да биде печатено на платно, на некаков материјал, урамено, скапа рамка, рамката повеќе кошта неголи што чини самата репродукција. Тие се многу ефтини денеска да ги порачате преку интернет. Можеби тоа е добро да се изговори вака јавно, за да се смени можеби и свеста на... Па ние секогаш јавно го говориме, ама тоа никој не го слуша, очигледно, дека е таква ситуацијата. Така.
Филип, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за ова кратко интервју, ќе ви посакам многу успех во вашата функција претседател на ДЛУМ, меѓутоа и успех на полето на творештвото. Многу успешни изложби, ќе посакам повторно да направиме некоја вакво слично интервју со новитетите кои што ќе следуваат. Па јас се надевам дека во брзо време и нема да зборуваме повеќе за нели неубави работи, нели следното интервју дај Боже да го направиме за убава работа и за убава тема за ДЛУМ. Се надевам. Да, благодарам. Ви благодарам за издвоеното време. И на вас. Тоа беше разговорот со претседателот на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, господинот Филип Видановски. Ви благодарам за вниманието.